Добър ден, ученици! Јас сум професор Стаменка Ѓорлева и го предавам предметот бизнис за економско-правна и трговска струка при Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Во темата Истражување и развој, денешната наставна единица е индустријска сопственост. Ноу-хау е еден вид на практични знаења и стекнати искуства кои се разликуваат од другите видови на знаење по тоа што може директно да се применат и да се постигне определен резултат. Ноу-хау во една компанија може да се користи како искуство, знаење, со кое истата предначи пред конкуренцијата и представува нејзина интелектуална сопственост. Интелектуалната сопственост представува законски начин на заштита на сите креации на човековиот ум. Составни делови на интелектуалната сопственост се индустријската сопственост, составена од патентите, индустријските дејности кои ги штитат дизајните на производите и заштитните трговски ознаки кои ги штитат карактеристичните ознаки, како и авторското право кој ги заштитува книжевните и уметничките дела. Сега подетално да ги објасниме сите делови на интелектуалната сопственост. Со патент се штити пронајдокот и се добива ексклузивно право за производство, употреба или продажба на тој пронајдок во определен временски период. Сведоци сме дека во секојдневното живење сме обкружени со голем број на пронајдоци кои ни го прават животот полесен и поудобен, а кои што се резултат на истражувачкиот процес на компаниите кои дошле до овие пронајдоци и кои што ги патентирале. Индустријскиот дизајн се однесува на нова форма, слика, цртеж, контура, композиција на бои или нивна комбинација. Пример, да ги земеме амбалажата на чоколадните производи на Милка. Тука индустријскиот дизајн го има во бојата, во сликата, како издолженото М при пишување на името на производот. Заштитните трговски ознаки или ознаки на потекло или географска одредница го означуваат и штитат географскиот назив. Скопско пиво, струмка, пелистерка, кожувчанка, црно тиквешко и така натаму. Авторските права се ексклузивни легални права на авторите, композиторите, драмските уметници и издавачите да ги објавуваат и распространуваат своите дела. Во услови на високотехнолошки иновации и знаење во 21 век, интелектуалната сопственост станува се поважен извор на економска вредност на бизнисите. Заштитувањето на интелектуалната сопственост исто така станува се попроблематично, особено ако истата е во дигитална форма. Правната заштита на интелектуалната сопственост се разликува од земја во земја. Некои земји имаат строги регулативи за заштита на интелектуалната сопственост, но тоа е само на хартија, бидејќи спроведувањето на овие регулативи често пати дава слаби резултати. Така да марките Levi's, Converse, Rolex, како и CD-ата од популарни групи и соло изведувачи најчесто се мета на злоупотреба. Токму поради тоа, бизнисите, посебно тие со меѓународен карактер, имаат на располагање неколку можности за заштита од злоупотреба на својата сопственост. Тие може да бараат од своите влади да бидат дел од меѓународни договори, каде со нивно спроведување ќе ги заштитат своите сопствености,
Како резултат на такви акции, меѓународните закони стануваат построги. Следена можност е Светската трговска организација. Имено, во склоп на Светската трговска организација донесен е закон за спроведување на многу построги регулативи за заштита на сопственоста. Прописите од овој договор ги обврзува земјите членки на 100 да ги спроведуваат правилата и тоа, богатите земји мора сопственото право да го усогласат со прописите од овој договор во рок од 1 година. Земјите во развор, во кои заштитата општо е послаба, имаат рок од 5 години, а најсиромашните земји имаат рок од 10 години за усогласување. Основната цел на овој договор е заштита на интелектуалната сопственост преку патенти, авторски права, трговски марки и слично. Оваа цел мора да биде основен елемент во меѓународниот трговски систем. Бизнисите, покрај лобирање кај своите влади, може да тужат и во свое име. Исто така, може да изберат да се повлечат од земји каде законите се лабави за заштита на интелектуалната сопственост, наместо да ризикуваат нивните идеи да бидат украдени од локалните предприемачи. Несоодветната заштита на интелектуалната сопственост го намалува поттикот на иновации, а иновациите се двигател на економскиот раст и пораст на животниот стандард. На крајот темата предлагам да се изработи вежба од Upshift програмата. Оваа вежба е битна, бидејќи програмата Upshift, која што е развиена од страна на УНИЦЕФ, ја има целта да помогне на младите да бидат креативни, иновативни, критички да размислуваат, да го развиваат предприемачкиот дух и да научат колку е важно да се биде општествено одговорен. Оваа програма во основа ја зема така наречената Designing Thinking методологија, која се базира на решавање проблеми на креативен начин преку разбирање на потребите на корисниците, генерирање идеи и тестирање на решението. Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието се едни од клучните партнери во спроведување на оваа програма, која, освен на развој на клучните компетенции кај младите, дава насоки како истата да се примени во наставните програми на учениците од средното образование. Првата фаза која треба да се помине во оваа тема е фазата разбирање. Целта на оваа фаза е точно дефинирање на определен проблем, причините кои довеле до него, како и последиците од негово постоење. Најпрво, учениците треба да се поделат во тимови од 4 до 5 ученика. Задача на тимовите е да идентификуваат проблем за кој ќе понудат соодветно решение. Од тимовите се бара темелно разбирање на проблемот, причини поради кои настанал истиот и последици од неговото постоење, што е клуч за изнаоѓање на решение. Вежбата ја почнуваме со креирање на дрво на проблемите. Дрвото на проблемите треба да биде креирано како што е дадено на самата слика. Секој тим прво треба да дефинира проблем и да го напише во стеблото на дрвото. Во конкретниот пример што е даден на сликата, проблемот е дефиниран како непостоење на понуда за подготовка и продажба на здрави органски оброци. Следното што треба да се напише е во коренот на дрвото да се напишат причините за појава на проблемот. Причините се дадени со розово ливче и секоја од причините потоа
користејќи ја техниката 5 зошто да биде продлабочена. Например, земајќи ја причината неинформираност. Зошто? Заради немање едукативност. Зошто? Заради отсуство во воспитувањето на децата. Зошто? Заради тоа што не е вметнато во образовните програми. И така натаму. Понатаму, во гранките на дрвото се пишуваат последиците од појавата на проблемот, кои исто така преку техниката 5 зошто треба да бидат продлабочени. Исто така, многу битно е да се најде поврзаноста на секоја од причините за појава на проблемот со последиците кои што се појавуваат од нерешавање на тој проблем. Понатаму, тимовите треба да направат таргет група на чинители. Тимовите треба да ги дефинираат своите целни групи, како директно засегнати страни од проблемот, индиректно засегнати од проблемот и останати вклучени чинители. При дефинирање на проблемот, од клучно значење е да се разбере кој го доживува проблемот, а кој е поврзан со проблемот на друг начин. Тоа може да се стори како во приложениот пример, односно во црвениот круг се наведени директните корисници, во синиот круг индиректните корисници и сите останати се ставени во црниот круг. Многу полесно е да се разбере и изработи решение за една конкретна дефинирана личност, отколку за една поголема нејасна група. Токму поради тоа, тимовите треба да замислат еден фиктивен лик, кој одговара на првата група, односно на директните корисници, и да ги определат неговите демографски податоци, односно пол, возраст, занимање, место на живење, семејство, име на личноста и така натаму. По нашиот пример, тоа е Виктор, кој е ученик во средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица, има 17 години и е ученик во 3-та година. Тој живее со своето 5-члено семејство во Босилово. Неговиот проблем е прекумерната тежина. Тргнувајќи од проблемот на Виктор, треба да се дефинира проблемот на целната група, како што е дадено во нашиот пример. Како можеме ние на нашите соученици да им обезбедиме пристап до навремено здрав, органски и редовен оброк? Крајната состојба е целта на овој проект и е многу корисна алатка која дава одговор на прашањето како ќе изгледаат работите за целната група кога ќе се реши проблемот. Кај нас, крајна состојба во примерот се здрави генерации. Следно што треба да се побара од тимовите е да формулираат исказ на влијание, во кој се опишуваат ефектите од нивните можни решенија на проблемот, кои ќе помогнат да се постигне крајната состојба. Во примерот, како исказ на влијание е лесно, достапна и избалансирана здрава храна во СОУ Јане Сандански Струмица. На крајот, на секој од тимовите треба да им се предочи дека оваа фаза се уште не е нудење на решение, туку целта на оваа фаза е добро да се разбере самиот проблем. Исто така, во склопот на темата иновации, учениците како домашна работа може да се поделат во парови или пак индивидуално да изработат дадените домашни работи со тоа што како помош ќе го користат понудениот линк. Благодарам за вниманието.